прво и битно што треба да се каже дека ние како управа остануваме сите во ГФК Осогово. Во ростерот, во клубот имаме некои измени, некои од ланските играчи самоволно си потражија раскинување на договорите, тражат некои нови средини да работат. Ние се прилагодивме на условите и како управа донесовме некои засилувања кои мислиме дека најдобро ќе одговарат на нашите потреби, на нашиот ростер, за да и ова година направиме еден компактен, пред се млад, добар тим, да играме добри утакмици и на домашен терен и во гости, и секако пред се пак да го повториме успехот од лани, дури и подобро. Нема сега да ги читам, ќе ги објавиме ние на страната со кои играчи сме се разделиле. Имаме некои 6 нови засилувања, кои денеска исто така ќе ги представиме. Имаме 5-6 исто така други што се на проба. Денеска почнуваме со припремите, тај дел ќе го ставам на Крстев да ги каже. Ние како управа, пак ќе повторам, зацртаните цели како пред година и пол са неисти, продолжуваме со исто темпо, продолжуваме со една иста идеја да го створиме Осогово и да го дигнеме колку можеме максимум со тај буџет што го имаме и со условите што ги имаме. Имаме нови проекти, али да не думаме сега за тоа, кој ќе почнеме да ги реализираме проекти, кој ќе почнат да се реализираат, кои веќе беа објавени во медиумите, тогаш пак ќе направиме на пресконференција и детално ќе запознаеме јавноста за се што се плановите и кои се новитети ќе имаме како клуб и како стадион. Од денеска официјално започнуваме со подготовките колективни на фудбалскиот клуб Осогово, бидејќи првата фаза ја добија сите фудбалери да изработат индивидуално, така да ние веќе од старт почнуваме од денес со ритам од втора фаза и се надеваме дека во целост ќе ги реализираме со надеж да имаме здравје пред се сите, максимално да се подготвиме на искушенијата што не чекаат во новата сезона, како што напомена и председателот, повеќе екипи кои што ќе бидат само туристи нема во лигата, се повеќе се екипи кои се традиционално или во прва или во втора лига, ќе има квалитетни надпревари. Ние, за разлика од претходната сезона, во моментот имаме многу поголем дел на заминати фудбалери отколку на принови, но како и да е, преодниот рок трае до септември. Ние сигурно нема да чекаме до септември. Веќе изработивме да дел ни се приклучат нови фудбалери, и тоа Симон Стојковски од Саса како голман. Исто така од Саса имаме принос од Даријан Трајчов кој е во нападот. Одбраната ја засиливме од Тетекс со Мартин Радулович Величковиќ, како и камбек во фудбалот после година дена пауза на Давид Бошевски, кој доаѓа од екипата на Кожув. Имаме наши повратници, деца кои беа во младинските погони на Брегалница Штип, Ненад Малинов и Алекс Димитров, исто така од Брегалница Штип. Тоа се официјални засилувања. Како што напоменавме, имаме неколку играчи кои ќе сакаме да ги видиме на лице место во изминатиот период. Во контакти сме уште со неколку фудбалери, каде што чекаме одговор во најбрз можен рок и мислам дека ќе направиме повторно еден тим кој што ќе биде за респект како на домашен, така и на гостински терен. Инаку имаме исто така за план да одиграме 4 надпревари, кој што веќе уште од следната среда ќе биде надпреварот со победа Валандово во Валандово, на 22, на 25 веќе ни е надпреварот со Евромилк закажан во Кочани,
и на 31.7. со работнички во Скопје, за да генералката ја одиграме со Тетекс на 8.8. во Кочани. Ништо друго не преостанува освен да одработиме максимално, да се надеваме на повторно поддршка од навивачите, како и локалната самоуправа и од нормално бизнес секторот. Секоја помош од нив ќе биде добре дојдена. Ние како тренерите, управата, така и играчите ќе го дајаме својот максимум и се надеваме со Бога напред повторно да ја исполниме целта, а тоа е сигурен опстанок. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.